што кажав во однос на овој народен собир кој што традиционално се случува во Селце по повод 11 октомври, денот на народното востание на Македонија. И ова е уште една можност да можеме со граѓаните заедно да поминеме еден убав, празничен, свечен ден. Денес е и убав сончев ден, каде што можеме да поразговараме за се она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го прави, традиционално СДСМ го организира овој собир, како што до сега го прави тоа, го прави и денес и ќе го прави и во иднина, а се во чест на сите оние кои што дадоа жртва за независна и слободна Република Македонија. Јас сум тука да одговорам и на вашите прашања доколку ги имате. Премиере, вчера имавте една скандалозна непријатност при поставување на прашање од ваш колега, значи новинар. Кажете ми дали за вас секој прашање упатено до вашиот коалиционен партнер ДУИ е некоректно прашање? Дали секој станување на ДУИ за вас е ширење албанофобија? И на крајот, конечно, дали имате намера да се извините на телевизија? Првин, во текот на вчерашниот ден јас имав пресконференција, како што имам пресконференција секогаш кога медиумите имаат желба да бидат присутни. И досега не се случило, ги видов надписи во утрово и одредени реакции кои што имаше, не се случило да не одговорам на некој новинарско прашање. Не се случило на настан кој што е од јавен карактер да не бидат присутни сите медиуми без никакви исклучоци. И кога зборуваме за слободата на медиумите и демократијата, тогаш најдобро е да зборуваме врз основа на факти. Ние во државата успеавме после 11 години комплетно недемократски режим, кој што одредени медиуми го поддржуваат, да направиме голем исчекор во слободата на медиумите, и тоа се потврдува со рангирањето кое што нашата држава Северна Македонија го има на листата на Репортери без граници. Ние бевме држава која што беше на 120 место во светот според слободата на медиумите. Денеска сме 38 земја според слободата на медиумите. Тоа е скоро 100 места подобро. Што се однесува до другите активности кои што се насочени кон слободата на медиумите, вие знаете дека беа направени многу измени во низа на закони, кои што беа направени заедно со Сдруженијето на новинари, со медиумите, при што се овозможи уште поголема слобода на медиумите. Во однос на вчерашниот ден имаше пресконференција на која што исто така беше одговарано на сите прашања, при што поставеното прашање од еден од присутните новинари беше одговорено од моја страна. Одговорот воопшто не беше насочен лично ниту кон новинарот, ниту кон било кој медиум, туку одговорот беше насочен кон темата која што беше поставена. И јас тука се повикав на она што го бев кажал и на мојот говор на 11 октомври во Куманово пред неколку дена, по повод големиот државен празник 11 октомври, при што кажав дека ние во нашата држава имаме изградено мултиетничко општество, имаме изградено едно општество за сите, имаме изградено соживот, кој што овозможува на секој поединец, без разлика на неговата етничка, национална, верска или било каква припадност, да може да го планира и да го развива својот личен и професионален капацитет и својата кариера. Сметам дека тоа е голема придобивка. Меѓутоа, од друга страна, постојат политички партии кои што се присутни и кај нас, кои што темите на етничката припадност сакаат да ги издигнат на своја политичка агенда и со тоа да внесуваат етнички тензии помеѓу граѓаните, кои што етнички тензии се пропратени со ксенофобија и со етнонационализам, кои што се дефинирани во модерната наука, така како што го кажав и на празникот и како што го кажав и вчера. Сметам дека неколку работи се важни. Прво да разграничиме дека ние во однос на слободата на медиумите имаме напреднато скоро 100 места, што веќе го кажав. Второ, дека одговорот воопшто не беше насочен кон новинар, туку беше, како што и сега ви објаснив, насочен кон самото прашање и одговарање на концепт во однос на прашањето. И трето, што сакам да го истакнам, е дека во нашата држава постојат две политички партии кои што во моментов се во опозиција. Тука пред се мислам на ВМРО, ДПМН и на Левица, кои што единствена агенда во моментов им е ширење на
тензии на национална основа, кое што го прават на секојдневна основа, кое што исто така сметам дека ги става во прилично непријатна ситуација и медиумите, со оглед на тоа дека мора постојано да тие нормално ќе известуваат за се она што е кажано од страна на политичките партии. Меѓутоа сметам дека тоа не води никаде напред кон еден европски концепт на државата, туку води многу назад кон еден концепт на државата кој што го видовме како изгледаше во 2001 година, а го видовме и како изгледаше 11 години во време кога државата беше изолирана во однос на евроинтеграциите, во однос на интеграцијата во НАТО и каде што имавме комплетно детериорирање на односите како со соседите, така и внатре во нашето општество. Од тука исто така сакам да истакнам дека истите тие политички партии кои што денес зборуваат против одредени политички партии кои што се со етнички предзнак, а не македонски предзнак, истите тие партии 11 години беа во власт со тие партии. Истите тие партии кои што сега се прават лавови, 11 години беа како мачиња во коалиција со истата таа политичка партија ДУИ, за која што денеска зборуваат. И за крај би сакал да ве поттикнам и да прашам, а можете и вие да прашате, дали лидерот на ВМРО ДПМН и членови на негово високо раководство и колку пати во последните 6 месеци барале и оствариле средби со лидерот и високи функционери на ДУИ и на тие состаноци доколку ги имале за што разговарале. Ви благодарам на прашањето. Само уште едно прашање, само дополнување. Значи, конкретно вчера, што беше некоректното во поставеното прашање? Која беше некоректноста која вие оценивте така и дали ќе се извините? Сметам дека прво јас кажав дека прашањето воопшто не беше на мене, одговорот не беше наменет кон новинарот или кон телевизијата, или кон било кој медиум или телевизија, бидејќи моите одговори се кон прашањето. А прашањето веќе ви го одговорив уште еднаш. Сметам дека министерот Битичи добро постапи и го поддржувам во тоа што го направи, затоа што Фатмир Битичи е албанец. Меѓутоа Фатмир Битичи е во исто време и вице-премиер на владата, кој што е предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И тој е мој вице-премиер. Меѓутоа Фатмир Битичи не е вице-премиер затоа што е албанец. Туку тој е вице-премиер затоа што ако го погледнете неговото CV, ќе го видите едното од подобрите CV-ја во областа на економијата во мојата генерација и во неколку генерации кои што се практично околу генерацијата на моја, на Фатмир Битичи и на други економисти. Значи тоа е човек кој што работел на меѓународни проекти, кој што работел за меѓународни финансиски институции, кој што поминал врвни обуки во Соединетите Американски држави по нивни избор, и сметам дека поставување на прашање дека било кој припадник на било која етничка заедница дали може да обавува одредена функција е некоректно. Вашата порака од овој собир како премиер? Која е вашата порака од овој собир? Како председател на владата, јас можам само да упатам уште еднаш честитки до сите граѓани на нашата држава, особено до Прилеп и до Куманово, со оглед на тоа дека Народното востание во Македонија започна во Прилеп и Куманово на 11 октомври. Тоа се два града херои и темелите кои што се удрени на 11 октомври 1941, темелите кои што се удрени во државата и на 2 август 1903 недалеку од тука од Прилеп во моје Крушево, темелите кои што се удрени и на заседанието на АСНОМ во Прохорпчински и 91-та година со референдумот за независност и прогласување на независна македонска држава, всушност представуваат и аманет за нашата генерација на политичари, меѓутоа и на граѓани, и на заедница, и на сите чинители во општеството,
да го оствариме вековниот сон на сите борци за независна Македонија, а тоа е да изградиме држава која ќе биде држава членка на Европската Унија, држава членка на НАТО, кое што го направивме и покрај сите противења од страна на истите оние кои што се противат на влегувањето и продолжувањето на македонскиот пат во европските интеграции, дека граѓаните треба да го поддржат овој европски концепт на заедништво во државата, кој ќе резултира со држава полноправна членка на Европската Унија, држава во која што ќе имаме економски просперитет, држава во која што ќе има врвна социјална правда и во држава во која ќе има врвно владење на демократијата и правото. Уште еднаш честитки до сите, благодарност за вашето присуство денес тука и ви посакувам на сите многу здравје, многу среќа и успешни месеци пред нас, бидејќи не очекува повторно тешка и кризна зима на која што сите министерства во владата работат со цел да обезбедиме се она што е потребно од енергенси и до воспоставување на ред во цените во државата. Ви благодарам.